избори се единствен излез од политичката криза, велат од иницијативата за заедничка Македонија, кои 31 ден организираат протести против така наречената тиранска платформа и, како што велат, за заштита на унитарноста на државата. Тие велат дека платформата на партиите на албанците ќе доведе до федерализација и до двојазичност во целата држава. Ова го демантираат и од ДУИ и од СДСМ, кои собра потписи за да формираат влада. Организаторите на протестите велат дека токму протестите се заслужни, што се уште нема преседател на собранието и нема влада. Гледаме платформата како митски објект се појавува, па ја нема. Пак ќе се појави, па денеска ја видовме ја собраниска говорница. Значи ја има. Значи не лажат. За оваа состојба на лага да ја надминеме, ни требаат нови избори. Па до кога ќе се делиме вака? Македонија е една, а ако сме македонци, тогаш треба да се сплотиме и да останеме такви. Автомобил Фичо со црвена боја, долгометражно државно знаме кои го носеа млади луѓе придружувани со багер и камион, го предводеа денешниот марш од пред владата до собранието во центарот на Скопје. И денеска му изразија поддршка на преседателот Ѓорѓе Иванов и му подарија колеш од цртежи на деца, чиј мотив беше македонското знаме. Демонстрантите зутре повикуваат на масовен собир за, како што велат, да упатат порака до пратениците и до Европа.